Македонија ниту до 2030 година нема да стане дел од европското семејство. Дел од експертската јавност предупредува власта да не создава лажни очекувања, туку да се соочи со реалноста и искрено да им соопшти на граѓаните дека уште долго ќе бидеме во ЕУ чекалната. Сигналите за забавување на процесот на проширување ги гледаме одамна, а ни последниот самит во Словенија не донесе никакви гаранции за Западен Балкан, како што се надеваше македонската дипломатија, бидејќи освен спорот со Бугарија, сега услов се и реформите кои треба да се случат внатре во Унијата. Нејасно е зошто сите овие години по потпишувањето на договорите со Грција и Бугарија, дипломатијата молчеше или не знаеше дека Европската Унија треба да се реформира пред да прими нови членки. Нашите граѓани се жртви и на лажните очекувања кои што беа градени изминатите години од страна на нашите власти. Во изминатите 2 години ние повеќе пати бевме сведоци на ситуации каде што власта најавуваше дека само што не сме ги започнале преговорите или веќе сме ги започнале преговорите. Она што го видовме на последниот самит е дека дури 2030 година е пречка некои држави да го формулираат како датум во кој што државите од Западниот Балкан би биле дел од Европската Унија. Според Наумовски, процесот на проширување не се заснова на спорот кој Македонија го има со Бугарија, туку исполнување на критериумите од Копенхаген, кои меѓу другото содржаат реформи во судството, борба против корупцијата, поквалитетно образование. Билатералните спорови би требало да се решаваат дури откако земјава ќе ги исполни сите тие услови. И нашата влада, обидувајќи се да изгради една приказна дека таа го има монополот врз европската агенда во државата, се обиде да создаде перцепција дека само со оваа влада може да се оди напред. Во суштина гледаме дека ние стагнираме еден подолг период, не само што стагнираме формално на патот кон почетокот на преговорите, туку и стагнираме во исполнување на сите оние критериуми. Нам не ни е потребно да имаме формален почеток на преговорите, за да имаме ефикасна борба против корупцијата, за да имаме реформа на судството, модернизација на администрацијата. Дека договорите со соседите не ја променија драстично европската перспектива на Македонија, постојано предупредуваат поранешни и сегашни политичари, но и стручната фела. Академик Катица Ќулавкова смета дека мора да имаме поцврст став кон источниот сосед. Првиот човек на Ману Коцарев оцени дека со политиките последниот период директно се удира врз македонските национални интереси и македонската историја која што се менува по барање на друге. Критики на адреса на политичката елита стигнаа и од поранешниот премиер и председател Бранко Црвенковски. Договорот со Бугарија не само што не затвори ниту едно прашање, туку напротив ја отвори Пандорината кутија. Според него тоа создаде основа за цела серија барања на Бугарија, кои до таа мера задираат во нашиот национален идентитет и историја, што компромис едноставно не е можен.